Сори, си работите вече. Ало, колегиум имате да работят, кажи. Може. Може сега. Значи Тролов ке ме искине. Санава беше Ларко опук. Арчи, гелбурна пещера бе, каде си? Арчи, дојге со арката, не згази, кај си? Ме утепа. Кај си, Арчи? Го најдов. Студио. Браво, браво. Студио. Лека ноќ. Вие гледате вчерашни новости. Како и секоја недела, така и оваа ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене. Освен на Телма, во моментов одиме во живо и на Facebook. А нашите репортери се веќе на терен и од нив последни ке дознаете што е најново од вчера. И како што кажа познатиот Мандино Ог, недела, денот на ефтината струја и на вчерашни новости. Најдобро е да го поминете во кругот на најблиските. Останете со нас. Откриваме дали правдата е слепа. Тажна сторија што ја потресе јавната администрација. Дознаваме во која олимписка дисциплина македонецот е најдобар. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Висока владина делегација, предводена од премиерот Заев, неделава беше во посета на Сојузна република Германија, при што се сретна со канцеларката Ангела Меркел. Како што соопштува владината прес-служба, таа го пречекала Заев со шпалер од војници во дури 3 реда, на специјално послан црвен тепих од речиси 100 метри, а вчерашни доби ексклузивна информација што се ручало на оваа средба. На ручекот македонската делегација наводно била послужена со супа, за која се верува дека е омилено јадење на Меркел, а за кој веќе подолго време кружи и рецептот. Супа од компири, позната и под името супа ала Меркел или канцелариска супа. За ова јадење потребни ви се 800 грама компири, 2 главици кромид, 1 лажичка масло, сол и праз. Исечкајте ги компирот, кромидот и празот на ситни парчиња. Додадете 2 лажички мајоран, сенф и 100 мл сладка павлака. Ставете ги сите состојки во тенџере и поклопете го. Варете 20 до 30 минути. Со ова јадење најдобро оди црвено суво вино од сортата Вранец. Добар апетит! Инаку на ручекот се разговараше и за спорот со името, евроатлантските интеграции и други значителни прашања.
А кога сме кај патувањето на Заев во Германија, да кажеме и дека на една германска телевизија која ја пренесуваше во живо през конференцијата на Ангела и Зоран, дојде до мала забуна, па наместо на премиерот беше пишано името на нашиот председател Ѓорѓи Иванов. Експертите од Македонија сметаат дека до оваа збунка дошло поради фризурата, позната како феновача, која што е многу популарна во Струмичко-Валандовскиот вилает, од каде потекнуваат председателот и премиерот. Скандалозна судска одлука ја потресе Македонија во понеделникот. Имено една новинарка која сакаше да остане анонимна во еден предмет што се вика како филмот Појадок со Тифани, го призна делото за затајување данок во вредност од околу 50.000 евра, со што судот ја одреди условна казна. Вчерашни се обиде да обезбеди ексклузивен разговор со судиката која донесе оваа драконска казна. Да, така е студио, тука сме. На права адреса чекаме судиката кој што го водеше процесот, кој што дигна голема прашина во Македонија. Таа во секој момент треба да пристигне. Мислам дека еве, господјо, едно прашање. Зошто условна казна за затајување на данок? Нели треба да е затворска? Вие судија сте? Јас колку што знам не сте. Ве немам видено во судот. Знаете како се вели овде, правдата е слепа, така да оваа пресуда би била извлечена по она стандардно традиционално право. Добро, но дали ова не отвара врати за други затајувачи на данок? Како е сега јас да земам да не ги пријамам моите пари? Дали тоа во ред? Значи, не знам, видете си, пробајте си, макар што јас не би ве советувала, бидејќи вие сепак сте никој ништо. Ви благодарам, значи баш сте љубезна. Многу сте љубезна. Добро, но како ќе се осигурате дека новинарката нема да го повтори истото дело и дека ќе ги врати тие пари? Па, она одлично соработува со судот и при тоа, како што се оние стандардни процедури, вие мора да знаете дека по секој случај мора да бидат фирмата мора да ги врати парите. Ви благодарам. Значи нема да ги врати парите, ќе отиде во стечај. Тоа е јасно како ден. Господјо, ви падна не. Значи ова е ваше. Јеби ga. Студио? Изминативе денови се е во знакот на зимските спортови и Олимпијадата. Во Пјонгчанг еден наш репрезентативец гордо ја представи Македонија во дисциплината ски скокови. Да го погледнеме неговиот настап. Сончев ден, коси очи и историски ден за Македонија. За прв пат во историјата имаме надпреварувач на Олимпијадата кој што ќе се надпреварува во категоријата ски скокови. Публиката е на нозе, а еве го и Радован. Тој е малце, вака ми се чини подуплашен, но мислам дека ќе се среди, се концентрира. Ова е битно, Радован, мораш да не спасиш сите. Тој е на позиција. Навивачите, македонските навивачи се тука за поддршка и тој се пушта. Тој се пушта. Ова ќе биде голем ден, ова ќе биде нешто што ќе се запамти, нешто што ќе остане за секогаш. Тој иде према рампата, да видиме што ќе се случи, дали ќе успее. Радован трга, го носи ветерот, така е, и продолжува лета. Да, тоа е само точка во свемирот. Не го гледам, се губи конексијата, не можам да видам што се случува. Добро, останува да се вратиме подоцна и да видиме што се случува со резултатите, студио. А додека трае ски скокот на нашиот репрезентативец, предлагам да продолжиме со вчерашни. Јелена? Македонско-турското пријателство никогаш не било понагласено. По посетите на премиерот Заев и на председателот Иванов на Турција, сега се огласи и организацијата Фродем. Имено, оттаму излегоа со предлог Република Македонија да влезе во конфедерација со Република Турција. На македонците секако ни следува да бидеме кај некого. Но какви се реакциите на граѓаните на Турција за оваа фродемска иницијатива? Ке го прашаме нашиот дописник од Кушадаси Арслан Тостојорум Шикадам во редакцијата познат како Турчинот. Мераба студио. Алтан ден шербет публикуме. Истиорум Ефенди Ѓорѓе Иванов, председател Гешенден од Туркија, добивал награда шампион председател. Туркија голема севда за Румелија. Туркија народ башка голем кардаш на Македонија. Он заштитувало Македонија. И од Грција, од Юнинистан, јоктур башка пипало Македонија. Туркија ги осонден 5 милиарди евра инвестиција во манастири. Битола. Битола. Ататурклен Битола. Македонија проблем ЕУ. Јоктур башка проблем.
Туркија, Федерација Македонија, Македонија, азиска држава. Јоктуру ево. Македонија беше уз 500 години под Туркија робство. Јоктур башка малку. Јоктур. Фроден предлог, тамам предлог. Малку емотивно. Пискотници се слушаат од Мавровка до центар. Падна уште еден херој на Македонија. Андон Јанев Ќосето не е повеќе пред Врховниот суд. Тивко во ноќта како притаен змеј, како нинџа, како државна дрвосеча. Еве ги деталите. Споменикот беше донација од Друштвото за духовно обединување на сетинци, попадинци и крушоради од Лерин. Од Друштвото се изненадени од ваквата постапка на власта и прашват на кој му смета јако и духовно обединети сетинци, попадинци и крушоради. Со реакција се јавија од опозицијската ВМРО ДПМН, кај шо вела дека ова е тенденциозен чекор насочен кон поранешниот председател на партијата кој секој ден е во суд. Оттаму наведуваат дека ова е низок удар кој му се задава на екс-лидеро за да му се скрати секое уживање на сетилата кога ќе погледне низ прозорец. Останува мистерија на која локација ќе оди сега Ќосето и дали ќе има поголема балканска турнеја. А големи потреси изминатава недела осетија и радовишани. Имено нивниот градоначалник дојде до идеја да им подари по едно фигаро на жените вработени во администрацијата на општината. Арно ама потоа се премисли и го поништи тендерот. Неисчешлани коси, непланирани суканици, така изгледаше денешната атмосфера на тревникот во Радовиш. Не ми се говореа, идам за Штип да живеам. No comment, што да кажам. Не е работа за фигаро. Работа е кога ќе ти обеќа некој нешто и не го испуни. Пеглано веќе не е модерно. Сакам фигаро. Фигурирано да бидам. Незадоволните жени преку својот портпарол го порачаа следнова. Нема фигаро, нема мир. Нема фигаро, нема мир. Нема фигаро, нема мир. Радовишанки веќе биле и подготвени да се израдуваат на фигарото, но радоста траела кратко. И сега на шо личи тоа? На шо личи, молам ви се вас, јас вака нефигурирани административки тука без фигаро додатно ова наличи. Еве таа госпожата на пример имала закажано фризер за дента за 8 март и кога доби информацијата од фигаро ќе дадат од Кажаго. И сега како да играе Ороона, разбираш, како да одат, они можат и да си одвоат, ја од буџетот ќе одвоеме, ќе купиме ние тоа. Ма како ти обеќе и нема да го почитува, това е многу лошо. И во знак на протест, за да го сватат вие многу озбилно вие протест, ние сега тука ќе се усакршиме чешелот, и чешелот пружа отпор, и он сака да му каже на градоначалникот дека не бива таа работа, и тоа е јасна порака да му биде на градоначалникот, дека не може така со жена. А сега следуваат новостите од НЕК на тазе подготвени од маја во само минута и кусур. А недела во историјата се случувало све најмило, например Беверли Хилс серијата. Дали ви текнува бренда кој направи 300 глупости, избега од дома и сакаше скришум да се мажи? Епа незините нели под казна ја пратија Парис на летен распуст. Така и наше водсудство подари условна казна за репетитивно дело со малку плескање по рачиња и нормално да ги вратите парите. Парите од данокот што не биле уплатени 6 години наназад. А камата? Нема камата за секој ден достање, нема 0,01% дневно камата да се пресмета за влечење со години. На таа пара, браво! Математикава вика, а исто и пресудата од Основен суд, дека сумата што треба да се плати е 54.558 евра или 9.093 евра годишно. Да беа овие пари 2014 во државна каса, можда ќе имаше тропаќе парички за спортисти, стечајци, самохрани родители, социјалци или не знам, списоков може да е бескрај, што сакаш. Не дека ќе им ги даа, јас сигурно ќе ги потроши за уште некоја гаќа за Прометеј. Ама сума сумарум, да знае Ал Капоне, Лорен Хил, Софија Лорен и Николас Кеш дека за неплаќање данок се добива условна казна, ќе си дојде овде со паричките, ќе ни збогатеа државата, нит roadshow ќе не требаше, нит doing business, нит ништо. Сега го сме учени да даваме газ под кирија, ама ние и киријата ја плаќаме. Ем волкот сит, ем на мајка ти. А
сега да видиме докаде е ски скокот на македонскиот репрезентативец. Отко Радмило слета во Опера Хаус во Сиднеј, отвори хот-дог стенд и основа фамилија со една друга доселеничка. Здравје, успех и среќа му посаква целата редакција на вчерашни новости. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Кожен волан со аудиокоманди, автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор, алуминиумски фелни, сензори за дожд, навигационен систем. Според описот ви звучи како она на М, набавено од Г, а огласено за продажба од З. Но не е секако што изгледа. Имено, описот е на автомобил кој планира да го набави градоначалникот Рамис Мерко. И се тоа ќе беше во ред доколку беше градоначалник на општина во Монако, а не во Струга. Струга е една од најзадолжените општини во Македонија, а има и хроничен проблем со дивите депонии кои го загадуваат градот. Од кабинетот на градоначалникот вела дека баш и поради депониите решиле да набават автомобил од 100.000 евра, за да може градоначалникот да патува без последици по своето здравје. Transparency International Македонија соопшти дека по анализа на годишниот извештај за членарини за донации за 2016 година забележала дека на листата како донатори на ДУИ се јавуваат и предпријатијата АД Македонска пошта, АД Аеродроми на Македонија и ЈП Македонски железници. Секи беше во ред да не ова спротивно на Законот за спречување на корупцијата и Законот за финансирање на политичките партии. За таа цел ние побаравме изјава од председателот на ДУИ, Али Ахмети, да видиме што тој има да каже за оваа афера. Ние никогаш не сме го барале тие пари од јавни предузеќа. Меѓутоа, вие знаете дека во нашата традиција поклон и донација не се враќа. Овде нема корупција, пошто вие што се државните предузеќа, тоа го правеле од љубов. Това се пари на сите граѓани на Република Македонија и това е уште еден доказ дека граѓаните на Македонија го сакат ДУИ и ДУИ го сака граѓаните на Република Македонија. А сега се селиме. Всушност не се селиме нигде, туку остануваме во Скопје, од каде што ни доаѓа една неверојатна приказна за едно младо момче. А по повик на госпоѓа Гордана, мајката на момчето, нашата екипа се упати да го сними патешествието на семејството Самоковски. Да ја погледнеме оваа потресна сторија.
Семејната куќа на семејството Самоковски навидум оддава слика на спокој и идилична семејна атмосфера. Таткото Маријан, успешен менаџер на општествена фирма во 90-тите и влюбеник во едрењето. Мајката Гордана, познат филантроп и организатор на хуманитарни настани. И синот Гени, навидум живеат во семејна хармонија. Семејството вели дека разочаран би бил и дедото Стамен, одликуван партизан, роден во 1942, како што велат, цела среќа што тој починал. Детево не сака да ни се работи во државно. Ја не знам што ќе се прави. Абе, ја реков, дојде живот за син ми, се јавив у партија, најдов работа. Он не кел да работи државно. Абе, куќа цела, викендица, нов телефон, Ми 6. Па, свето државно е дојдено. Може да кажам нешто са ја тато, може? Кажи бе сите. Па ајде, шо кажи се, па ајде сите да земеме сите, работиме државно е. Ајде, разбираш? Па и тие треба плата да земат бе. Утре обука у странство од кај пари? Од кај пари? Ајде, кажи. Башка, рачуни, сакам данок да си платам као поштен човек бе. Па утре дај Боже фирма да отворам, па да можам да плаќам данок бе. Па 10 души минимум да зимаат од администрација да живеат од мене. Па тоа е држава. Вашите родители се разочарани поради вашата одлука. Абе сега, не ќе да ги разочарам ја, веруј ми, значи, јас сум свесен човек, пробав. Шо јес, пробав. Играј солитер по 10 сати, седи на тоа фотелјата, хемориди фатив. Пи кафења као удрен, чир на желудник толкав. Може и се гледа, се познава више работа. И шо, ајде да земам сега да отидам у Германија, па таму да пунам буџети. Шо е тоа бољи? Баш ке имам и стартапи некои, кај да ја ќе упалат. Цел на тебе бе, цел на тебе да неке... Ти го правеше, цел на мене бил до... Син ми мој поштено да сака да работи. Синко бе, ти работи си пак приватно, ма работи се прави во државно еднаш. После што сакаш прави. Ни прв, ни последен. Дај ти извади тоа змијата од джеп, нов кауч да купиме, не иде вака више. Кој ќе се вработи во државно нов кауч, дури сака приватно на овај. Сега ќе видиш кој ќе упала стартапите на кауч. Времето на нефункционални институции кои се селективни во вршењето на својата работа по се изгледа заврши. Затоа сведочи и следниот пример од Битола. Да погледнеме. УЈП го затвори УЈП. Немаме што да додадеме, самата слика е доволна. Денеска завршија зимските олимписки игри кои се одржуваа во Јужна Кореја. За жал, македонските представници најчесто завршуваат последни на табелата, иако со години веќе се инвестира во македонскиот спорт. Се извинуваме, не се инвестира во македонскиот спорт. Но и ние имаме своји дисциплини со кои можеме да се пофалиме и кои покажуваат високи резултати. Ланчо е на терен од еден ваков надпревар. Да видиме како изгледаат овие игри. Од оваа година имаме своји олимписки игри. Да ги проследиме дисциплините. Надпреварувачите се веќе подготвени. Така го имаме Кирјанчо од Делчево. 38 години. Доста време тренираше. Овде до мене личниот тренер кој што ќе ни каже нешто повеќе. Така е, Ланчо, доста време се потроши на овој талент, мислам, сепак ние се стремиме да донесеме. Нешто не му е добро, дише, дали е добар? Да, најверојатно ќе започне во трга. Го трга, да, така, значи иде во позицијата, еден чекор, втор чекор, трет чекор, вие го учевте вака трча. Да, видиме што ќе се случи, дали ќе биде тоа, дали ќе биде погодок или нема да биде погодок. Ја фрла, треба да ја утне кантата и така е, честитки тренер. Честитки тренер, имате стварно голем надпреварувач кој што го спремиле. Знаеме дека тоа да видиме само како ќе бидат полувањето на судиите. Да, еве го. Што очекувате? Кажете ми што очекувате. Па мислам дека тоа што сите така, тоа што сите го очекуваат. Да, 9,3, тоа е добар потез, браво, секоја чест. Мора да бидеме задоволни, видете, секогаш може и подобро. Така еве го Петко кој што сега ќе се спротистави на новиот предизвик. Почнува со мла собрава, тоа е познатото опуштање на надпреварувачите, да видиме многу е блиску, трга. Застанува покрај пречката и да видиме сантими се во прашање дали ќе ја помине, ова е многу блиску, драги гледачи. Ова е многу блиску, ја поминува, драги гледачи, многу маестрално, да видиме бодување, така е, 9,8. Ова е најдобриот резултат постигнат на оваа олимпијада. Браво!
Така ја гледаме дисциплината скок преку вирот. Го гледаме Пики Мравојат кој што е доста скандалозен недалава. Иначе ова дисциплина е доста позната на Балканот, еве го со неговиот мравојачки денс, тој се спрема и тргнува. Да видиме, тој се спрема за скок. Тој скока! Уф, каков скок! Ова е прекрасно, со таква елеганција, тој трга напред, како гепард, кој трга по својот плен, ова е добро, и ова трае, и да, застанува да видиме што ќе каже комисијата, како ќе го оцени Пики Мравојат. Да, па 7-0, да, тој се квалификува и со 7 бодови. Пики Мравојат е познат по тоа што прави доста скандали, минатата недела шамараше четворица вратари во клуб. Овие правила и овие дисциплини, доколку би биле прифатени, златото тогаш би било во рацете на македонците. Што ќе рече, ова е крај на овој скеч. Не е скеч, репортажа. Не, пренос. Студио. Според Законот за субвенционирање на домашна, забавна и народна музика, годишно требаше да се издвојуваат по околу $500 000. Поради слабиот одек кај јавноста, новата влада донесе одлука да го укине овој закон, како не би се одлевале повеќе пари од буџетот. Дали сте или не сте за укинување? Вечерва дебатираме во другото студио со Мартин 99. Така е, студио. Лека ноќ од мене. Какви се реакциите на музичарите за ваквиот потек на владата? Ке дознаеме од раперот MC Шукур на пак од Тафталиџе, кој е дојден на сезонска работа во вчерашни или вам попознат како Ведермен, и етносолистот Стојанче ТД и Накоски од Отлја. Господа, дали се согласувате со ваквите мерки на владата? Какви субвенции? Не ми треба цицка државна. Вистински фајтер не се бави со програма скржава. Ревидирај на што се троши и немој да укинуеш. За селјаците биди стипса, зашо нас не обвинуеш? Ја рапувам за состојби, за реалност, за живот. Сеа ми ја збрцавте и вие катаната од тилот. Ама нема плачење, рапувам зиме и лета. Ако нешто не ми е кеф, ке нема субвенционирани за трето дете. Бог да ги бие комисиите, од уста ми земаат безбожниците. Ама ако само така еднаш ќе се свестите, ќе ве стигне клетва наша, ќе ве гледаме на вестите. Доста братче овде се е од стакло. Слушај една минута за да ти стане јасно. Нити Маре ке се бели, нити рујно вино пие, нит Валандово го хара, нит на евра ке спие, ни Австралија ке закачи да ставиме една кладба Маре. Дома ке си седи и ке чека летна сезона за да фати свадба. Чекај, Стојанче, што вие мислите за ова? Ние силно племе сме, од ништо не се плашиме. Нека удри, душман беден, ние ќе останеме. За овие 10 лета куќи изградивме, од таквите како тебе кирија наплаќаме. Добро, ќе ве молам. Значи, освен ова меѓусебно препукување, ќе дадете ли некој предлог за надминување на проблемот со субвенционирана народна и забавна музика? Гага идеи, братче. Нема шанси да презентирам. Неќу книжка, неќу врски, нити да рекетирам. Има YouTube, има Vimeo, и што ти ја знам. Младите ќе препознаат кој е рил, а кој е блам, а кој е шлям. Леле, ова последново многу добро беше, многу добро. Така, ти се допадна? Абе, саш да одиме во Валандово да пријавиме песна? Има кеш, има паричка. Абе, ќе се снајдеме, бе. Чекај, вие двајца, ќе ве молам секунда. Дожд по котлините, снег на планините. Лапај си субвенциите. Како у креативно стање да се ставам, да креирам кога кешот ми го зима некој шабан. Конкурсите се тесни, влагаат 2-3 песни, ствараат 2-3 звезди. Евра ке врнат, кај некој дури страдаме, а дур да ги укинат субвенциите, викам боле певај шабане. Певај шабан. Не ми треба шабан. Шабан! Лапа кеш од шабан! Мислам дека дојдовме до почетокот на вчерашни полека да се пакуваме и да се губиме од тука. Токму така, Јелена.
Сега сте чекор за ците. Целата епизода ја имате на YouTube уште вечерва. Се гледаме следната недела. Исто време, исто место, исти содржини. Добро утро. Добро утро и од мене.